Онколошкото оделение при Штипската клиничка болница е солидно опремено, но само во делот на диагностиката. Кога станува збор за кадар и просторни услови се јавува проблем. Овде се примаат сите онколошки пациенти од источниот регион, но станува збор само за амбулантски прегледи. Типовите карциноми кои се лекуваат се дел од карцином на дојка, карцином на простата, карцином на колон и метастатски карцином на коски. Типовите на карциноми кои што можеме да ги лекуваме се во согласност со персоналот кој што го имаме и во просторните услови кои што ги имаме. Така што покриваме дел од карцином на дојка, карцином на простата, карцином на колон и метастатски карцином на коски. Тоа се амбулантски прегледи и пациенти кои што доаѓаат примаат терапија и нели веднаш си заминуваат. Сепак таа таблетарната терапија не е едноставната терапија, значи таа вклучува хормонска терапија која што се применува конкретно кај нас, кај пациентки со карцином на дојка, било да е тоа после завршен онколошки третман кој што таа го добива со соодветни цитостатици на онкологија во Скопје, па продолжува со хормонска терапија во Штип. Меѓутоа, тој не е краток период. Периодот на земење на хормонска терапија е од 5 до 10 години. Значи, тука имаме и следење на пациентот, следење на неговата состојба, назначување на дополнителни диагностички процедури, се со цел нели да биде во тек целата состојба на самиот пациент. Од друга страна, имаме и дел од биолошката терапија која што се применува за карцином на дојка и исто така хормонската терапија за карцином на простата и карцином на хемотерапија за карцином на колон. Бројката на онколошки пациенти постојано се зголемува, не само во Штип, туку и на ниво на државата. Само во декември минатата година во Штип имало 3500 амбулантски прегледи кои се консултативни, првични прегледи или прегледи во однос на протокол за следење по завршен третман. 100 пациенти биле на активен третман кој доаѓаат секој месец. Мајки во предвид дека кај нас во клиничка болница се застапени целиот протокол за еден онколошки пациент од хирургија, биопсија, патологија, па и до онкологија, бројот секојдневно расте, значи како и на ниво на држава и на светско ниво, бројот на онколошките пациенти се зголемува, така што повеќе од неминовно е решавање на овој проблем да се згрижат пациентите од источниот дел на Македонија, а тоа значи дека ние имаме потреба пред се од кадар, бидејќи на онколошкото оделение функционира само еден онколог со една сестра, а исто така ни се потребни и соодветни просторни услови, каде што сето тоа би се реализирало доколку нели се овозможи соодветен буџет за да ние имаме пристап кон односно пациентите од овој дел имаат пристап до терапијата која што им е потребна. Терапијата со која располага онколошкото оделение при Штипската клиничка болница е ограничена за ограничен број пациенти согласно буџетот кој се издвојува од страна на болницата. Затоа е потребно инвестирање со цел подобри услови за онколошките пациенти.